Новата учебна година во Австрија, според идејата на министерот за образование Хајнц Фасмен, ќе почне нормално и без маски за времена настава. Министерот ќе го представи својот конечен план за новата учебна година кон средината на овој месец. Според локалните медиуми, јасно е дека Фасмен сака нормален почеток на учебната година во септември, за разлика од последните 2 месеци од изминатата учебна година, кога одделенијата беа поделени и се одржуваше настава во смени. Од септември сите деца треба повторно во исто време да одат на часови како во нормални услови. Планирана е повторно да почне настава и по музика и физичко образование. Главниот американски епидемиолог Ентони Фаучи смета дека вакцината против коронавирусот нема да биде 100% ефикасна. Според него шансите за тоа се многу мали. Не знаеме колку ќе биде ефикасна вакцината, дали ќе биде 50 или 60%. Јас би сакал да биде ефикасна 75% или повеќе, рече Фаучи во обраќањето на онлайн семинарот на Универзитетот Браун. Тој исто така истакна дека концептот за јавно здравство никогаш не треба да се напушти затоа што е невозможно да се развие вакцина што е делотворна до 98%, објави Sky News. Тоа значи дека луѓето во САД и другите делови на светот мора да продолжат да одржуваат физичко растојание, да носат заштитни маски и да избегнуваат гужва со цел да се запре ширењето на вирусот. Властите во САД потенцираа дека секоја вакцина ќе треба да се прегледа пред да може да се одобри нејзината употреба. Министерката за правда на Ливан, Мари Клод Наџим, денеска поднесе оставка. Таа е трет министер што поднесува оставка по експлозијата на Бејрутското пристаниште, при што загинаа над 150 луѓе. Министерката за информации Манал Абдел Самат и министерот за животна средина Катар Демјанос вчера поднесоа оставки. Истражен судија денеска почна да ги испитува директорите на безбедносните агенции на Ливан за разорната експлозија. Во експлозијата во Бејрут загинаа најмалку 158 луѓе, а 6000 се повредени, додека 20 се водат како исчезнати. Експлозијата беше предизвикана од 2700 тони амониум нитрат складиран во пристаништето во Бејрут пред 6 години. По експлозијата во Ливан почнаа протести, а демонстрантите бараат оставка од владата.